Максималниот рок за исплата на предадено примерно производство на место 6 да биде 3 месеци. Ова е договорот кој со земјоделците е постигнат на работниот состанок што се одржа во ресорното министерство. Ке се интервенира во Законот за земјоделство и рурален развој. За непочитување на рокот за исплата од 3 месеци измените ќе предвидат санкции, но отпишување од регистарот на откупувачи. Скратување на рокот за отплата месецов најнапред беше најавено за лозарите, кои грозјето го предаваат во винариите. Ваквите измени, сметаат од Министерството, ќе значат поголема поддршка за земјоделците, затоа што парите ќе ги добиваат на време. Ние постојано сме на терен и во комуникација и со лозарите, но и со винариите и Државниот инспекторат за земјоделство. Значи е постојано на тие средби, на заеднички средби кои што ги организираме во Министерството, каде што потенцираме дека од огромно значење е да си го исплатат до последен денар долгот кој што го имаат лозарите и дали во моментот некој од винариите има некој поголем проблем. Можам да информирам дека некои од винариите кои што се уште должат немаат некои поголеми проблеми, меѓутоа инсистираме и еве ги повикувам да си го исплатат својот долг во што е можно побрзо време, за да можат лозарите да си го добијат она што го заслужуваат. Земјоделците се задоволни што надлежните го прифатиле нивното барање. Сметаат дека секаков вид на манипулација ќе се избегне доколку откупувачот при договорот за откуп им даде и писмена гаранција. Очекуваат дека и во иднина сите законски измени ќе се носат во договор со земјоделците и здруженијата.